Веќе 2 месеца нем сведок на трагедијата во која животот го загубија 14 лица е опожарениот објект на модуларната болница во Тетово. Изгорениот инвентар е на истото место како и на денот по пожарот. Пристапот е ограничен затоа што се уште се присутни лица од службата за обезбедување. Семејствата на загинатите и јавноста чекаат одговори што се случило вечерта на 8 септември и како изгоре болницата за неколку минути. Одговорност денес побараа од граѓанската иницијатива Подобро за Тетово. Истрагите треба да се спроведуваат без да се штеди никој, на кој и да е држава или партиска позиција. Нулта толеранција за културата на неказнивост. Се додека нема одговорност, во Тетово нема да има спокој. Во основното јавно обвинителство во Тетово досега се сослушани дел од сведоците кои биле повикани, но и лица кои сами се пријавиле. Исказ треба да дадат и од менаџментот на болницата, за да одлучат кои ќе бидат следните чекори во постапката. Обвинителите ги чекаат најважните вештачења на германските истражители за пожарот и на Технолошкиот факултет за градбата. Се очекува во обвинителството да пристигнат извештаите од наредените вештачења, меѓу кои и вештачењето од експертите од Република Германија. Откако ќе се приберат материјалните и вербални докази, обвинителите ќе ги разгледаат и анализираат. Ќе биде утврдено дали и каде постои кривична одговорност, пошто ќе биде донесена и одлука за натамошниот тек на постапката. Досега беше објавен само извештајот на МВР според кој со вештачењето било утврдено дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби.